Јас сум Господ твој, да немаш други богови освен мене. Не прави идол, ниту слика од она што е горе на небото и што е долу на земјата и што е во водата под земјата. Да не им се поклонуваш, ниту да им служиш. Не изговарај го напразно името на Господа твојот Бог. Памти го денот за одмор, за да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи, а 7-миот ден е одмор на Господа твојот Бог. Почитувај ги татка си и мајка си, за да ти биде добро, и долго да поживееш на земјата. Не убивај, не врши прељуба, не кради, не сведочи лажно проти својот ближен, не посакувај ништо што е туѓо. Бог да те благослови, Иване. Клисарот ми кажа дека утривата си дошол во црквата си ме бара. Нешто си бил загрижен. Па еве, јас пристигнав колку што можев порано. Повели, влези. Благодарам. Јоване, вие од секога сте биле смирен служител Божи и достоинствен христијански пастир. Кој безпоштетно си се грижи за својата паства. Сакам да ве питам, че. Еве, тука сум, кажи за што се работи. Повели, седи. Благодарам, Иване. Но јас сепак мислам дека нешто чудно се случува со тебе. И зошто така трепериш, Иване? Ништо, че знаете, читам некаква книга и ми треба вашата помош. Кажи, Иване, како можам да ти помогнам и што е тоа што толку ја затемнило твојата душа? Знаете, че Јоване, кога станувам наутро, знаете, чувствувам како ми се тресе целата снага. Ладна пот ме облега. Морници ме лазат по телово и чувствувам дека наскоро ќе бидам. Што треба сега ова да значи, Иване? Какви се овие помисли? Ти добро знаеш дека во центарот на живеењето на христијанството е Паската Господня со победата над смртта. Нели нашиот Господ Исус Христос со својата смрт ја победи смртта? Така пееме и на воскресенскиот тропар. Ние христијаните со тоа се радуваме. И од каде сега кај тебе вакви помисли? Знам, че. Но некако овој пат е поимено. Како да ги живеем последните часови? Оче, сакам да се спомнам. Ете, мислам дека Господ ќе се смилува на мене грешниот и ќе ми ги прости гревовите, за да можам јас со чиста совест да се заминам од овој свет. Добро, Иване. Ти знаеш дека исповедта
е помирување и со црквата и со Господа. Капење во покаянието. Тоа е твоја желба, а моја е должност да ја исполнам. Клетни тука, Иване. Земни крстот. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое. Да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што им ги простеваме на нашите должници. И не воредувај не во искушение, туку избави не од лукавиот. Ете, Иване, а сега можеш радосно да живееш со покаянието. Јас сега ќе морам да заминам, Иване, ме очекува и други од вас. Ти благодарам. Но че сакам малку да ви известам пред да заминете. Добро, слушам, кажи. Вака, оче, мојата намера е имотот мој што го имам. Да? Сакам да го разделам на сиромаси. Сакам вие и црквата да сте тие што ќе располагате со мојот имот и што ќе го делите на сиромаси. Евангелски. Навистина е евангелски, Иване. Ја имаш мојата подршка за твојата одлука. Но јас мислам, ајде сето тоа да му го препуштиме на Бога. Ви благодарам, оче, што ќе се завземете за таа работа. А сега морам да заминам, да ги обавам и другите работи. Те оставам во мир и љубов. Благодарам. Довидување, Иване. Довидување. Видимо, Отец Јован кој има, што ли барало во време хајде, да појдам јас да проверам. Си благодарам, Господи. Сега најдов утеха. Ајде да каснем малце, да си легна. Веројатно нешто Отец Јован заборавил. Доаѓам. Добар вечер, Иване. Добре, Како си? Одамно не сме се видели. така, заедно ни заедно. Не сме се видели. Ќе влезеш и ќе Ќе влезам. Што бараше ова време кај тебе, Отец Јован? да разговараме. Да разговарат? А зашто разговарат? Не дека ме интересира тоа се ваши лични работи. Онака се му прашува. Зато би била Тодоре. Зашто може друго да се разговара со Отец Јован? Освен за верата, покаянието, исповетта. Покаяние, исповед, Отец Јован. Јас навистина ништо не те разбирам. Што сакаш да кажеш? Верата, Тодоре, верата. Тоа е смислата на овој краток овоземен живот. Верата во Бога како совршена. Слушај, Иване, мене лично не ме интересира таа духовна работа. Јас никогаш не сум верувал во такви идеи. Мене лично ме интересира овој живот што сега го живеам овде на земјата и што поубаво и поугодно да го преживеам. Еве сега можам да имам се што ќе ми види окото, се што ќе ми посака срцето. Тодоре, но што да речеме ако Господ реши баш денеска да ти одземе душата? Али тогаш? Остави го сега Господ, Иване. А што друго разговарате со Отецот? Да, така, знаеш, за оно името, што го имам. Сакам да го разделам на сиромаси. Сакам со помош на Отец Јован и црквата да го разделам на сиромаси. Што? Имото твој да го разделиш? Не, тоа не може да биде. Твојот имот граничи со мојот. И мене ми припаѓа. А не на некакви сиромаси, какви сиромаси? Сиромаси. Тие сиромаси, Тодоре. Тие што просат за парче лед. Тие што молат. Тие што чукаат на нашите порти да им отвориме, а не им отвараме. А всушност Бог чука и бара на влезе. Размисли дали тоа е правилно. Дали тоа е правилно или не, мене воопшто не ме интересира, Иване. Него би било добро да се заинтересираш. И ти си родител, и ти имаш деца. За да
некој да умира за парче лед, додека ти се расудаш од богатство. Не тоа. Слушај, Иване, тоа парче земја не припаѓа мене и на никој друг. Јас реков не. За имотот мој јас одлучувам, а не ти. Слушај, додека јас одлучувам, додека јас живеам на тој атар таму, каде што е тој имот, јас одлучувам за целиот имот. Не смее и нема право никој да ми се меша. Дали тоа ти е јасно? Не те разбира Тодоре. Не ме разбираш. А да те прашам, беседата на отец Јован исповета, добро ја разбра, нели? Вистина сега со ова не знам што сакаш да кажеш. Слушај, Иван, ќе ти објаснам подобро што сакам да кажам. Тој имот, што ти сакаш да го разделиш на сиромаси и да им дадеш парче леп на бездомници, ќе биде мој, бидејќи тој имот граничи со мој и на никој друг. Не може така, Тодоре. Значи, за имотот мој јас одлучувам, а не ти. Ти кажав, Иване, додека јас живеам на тој атар, јас одлучувам за целиот имот таму и нема право никој да ми се меша. Не може. Значи, за имотот мој јас одлучувам. И јас ќе го разделам имотот на кој јас сакам. Ти твојата жет за богатство да се исполниш на друго место. Слушај, Иване, најдобре јас и ти да не се расправаме. Еве, например, јас чети. Не. Јас тоа го ве. Слушај, Иване, ветувал ти или не, имотот ќе биде само мој. Реков не, Тодоре. Како не? Ако треба и со сила ќе го земам. Да, со сила ќе го земам. Да, ќе го земам. Ни силата нема да ти помогне, Тодоре. Значи, имотот е ветен на црквата и така ќе си остане. Каква црква? Ќе го земам. Ќе го земам, имотот ќе биде мој. И само мој да знаеш. Не, Тодоре! Сега целиот имот на тој атар ќе биде мој. А сега знам што треба да направам. Знам. Како нешто да тропна, а види да не е некој на вратата. Еве, веднаш, отец, веднаш. Отец, Да? дојди. Кој е? Појди, види. Тодоре, а што ти во ова време кај мене? Се може да влезам. Повели, влези. Нешто ми изгледаш загрижен, да не се случило нешто. Оче Јоване, Да? може насама да поразговараме. Секако Тодоре дека може. Попадио, Мола. земи ги децата и појдете во другата одаја. Тодор сака насама да го разговараме. Еве, веднаш, А. веднаш. Ајде, деца, ајде да одиме во другата одеја. Довидување. Довидување. Да, Тодоре, зашто се работи? Те слушам. Знаеш, оче се плашим, оче. Направи огромен греф, оче Јоване, смртен греф. Каков смртен греф, Тодоре? Оче, ако ти кажам, вети ми свети оче, дека нема да ме пребариш. Чекај, не те разбирам, Тодоре, а кому треба да те предадам? На полицијата, оче. На полицијата? Да. А каква врска има полицијата со твоето доаѓање кај мене?
Oče Jovane, Да? сакам да се изповедам. Тодоре, ако гревот толку ја затемнил твојата душа, тогаш еве, тука е иконата од Христа, крстот и Евангелието. И преку мене, недостојниот Божи слуга, од Севишниот ќе ти биде простено. Но, најпрви јас сакам да те прашам нешто. Дали ти веруваш во Бога? Во Неговото постоење? Во Неговата семожност? Не, оче. Вола? Секако дека верувам, оче. Добро, тогаш се ќе биде во ред. Дојди и клеки. Капата, Тодоре. Целивај го крстот. Благословен е нашиот Бог, сега секогаш и во сите векови. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј ме. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј ме. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј ме. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во сите векови. Амин. Тодоре, Христос невидливо стои помеѓу нас, за да ја слушне твојата исповед. Не плаши се, не срами се и ништо не сокривај. Кажи ми што си направен, за да можеш да добиеш прошка од нашиот Господ Бог Исус Христос. И запомни, немој ништо да сокриваш. Немој да направиш двоен грев. Дојден си во лечилница, да не си отидеш неизлечен. Ќе ти кажам, свети очи, но понизно те молам, немој да ме предадеш на полиција. Тодоре, ти дојде кај мене затоа што се каеш за направениот грев или затоа што се плашиш дека после ова може да те снајде некаква човечка казна? Се кајам, оче. Се кајам, свети оче, се кајам. Тодоре, нашиот Господ Бог е многу милосен, дарежлив и долго трпелив. Тој не ја сака смртта на грешникот, но да се покае и да се исповеда, проштева секаков грев направен сакајќи или не сакајќи. Ти, кога ќе го кажеш својот грев пред мене, јас не смеам и не можам да го кажам на луѓето. И совеста и законот тоа не ми го дозволуваат. Знам, оче, Јован. Но јас, оче, сгрешив, оче, и пред тебе, и пред Христа. Јас сум убиец, оче. Што? Убиец. Убиец? Да, го убив Иван. Како? Ивана го убив. Го уби Ивана? А како? Како е тоа можно? А јас пред малку бев кај Иван во неговиот дом. Оче, И Јован, дом изповед. Господ Бог наш, Исус Христос, по благоста и добросрдечноста на своето човеколюбие, да ти ги прости сите твои согрешенија и преку мене, недостојниот од Бога дадената ми власт, и проштевам и да ослободувам од сите твои направени гревови во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Тодоре, ти сега од себе ова не можеш ништо да сватиш, затоа што твојата душа и твојата совест се толку затемнети што не можеш веднаш да примиш помилување од Бога. Пред се
treba da se počuствува страшниот Божи суд, кој важи за сите луѓе и е многу пострашен и од граѓанскиот суд. И благодарам, Свети Отче. Многу ти благодарам. Значи, се случило откако јас заминав од кај Иван. Докако? И зошто? На ново упокоениот Твој раб Иван. Ти се молам, Господи, прими го во Твоето царство и дај му го Твојот вечен и блажен живот. Господи, спомни си и за Твојот раб Тодор и Ти се молам, немој да дозволиш да загине. Спомни си и за мене, Господи, недостојниот Божи слуга. И Ти се молам, помогни ми да го износам крстот што го благослови. Ти се уште се молиш. Ти не си легнал цела ноќ. Ајде кажи ми, што толку те загрижи така? Значи готово е. Како? Што тоа готово е? Павле, ојди отвори вратата, тие веќе пристигнаа. Како, ама чекај, јас ништо не разбирам. Појди попади. Еве, веднаш, отец, еве. Добро утро, Попадио. Добро утро. Дали отец Јована дома? Да, дома е. Поведете, влезете. Пеца, ајде, ние, да не ви сметаме со децава, ќе одиме во другата соба. Чекај. Довидување. Довидување. Ајде, деца, ајде. Добро утро, оче Јоване. Јоване, рекол добро утро. Дал ви Бог добро, тоа сте вие командире. Поведете. Како сте, оче Јоване? Оче Јоване, А? прашав како сте. Му благодарам на Бога. Добро. Простете, оче Јоване, јас овај пат сум дојде служба. Да. Бог да те благослови за добри дела, командире. Поведи. Дали вие вчера прошетавте низ градот? Да, прошетав. Посетив некои од моите мирјани. Дали го посетивте Ивана вчера, оче Јоване? Иван? Да. Да, го посетив. Тој е моје духовно чедо. Мој добар пријател. А дали знаете што стана со Ивана после вашето заминување? Знам. Мола? Не знам ништо. А што стана? Па ако не знаете, вашиот пријател Јован е убиен. Убиен? Но како е тоа можно? Тој никому зло не нанесол. Тој беше толку честит, поштен човек. Оче Јоване, направено е злословство. Извршено е убиство. Да, те разбирам, командире, така е. Оче Јоване,
Jaz vas ne cenim kako duhovnovica. I ovo čovjek sam dobro duša. Mene na istinu mnogo mi je teško što moram baš ja da dođem prenos. No, službата mi налага да вишам. Секако, командире. Вие само вършете си своята должност. Прашањето е следно. Чие е она расо обесено огревната? Мое? Сега, така и мисле. А откаде во джепот на расото крвав нож? Што? Во джебот од моето расто крвав нож? Да, очевидно. Не, јас не можам да поверувам во тоа, бидејќи јас пред вас. Не, јас не можам да поверувам во ова. Господи Боже, од Тебе, Господи моево изобличување. Извалкан ме остави и мене, и мојава облека. А кој ќе се противи на Твојот суд? Ако ќе ги претрпам сите стрели на лукавиот, како праведниот Јов. Ќе претрпам, се ќе претрпам, Господи! Командире, што е тоа? Попадио, со овој нож е извршено убиство. Убиство? Тој нож е најден во джепот на расото отец Јован. Оче Јоване, што се случува со тебе? Зошто плачеш? Ајде објасни ми зашто се работи и од каде крвав нож кармас? Марија, ти се молам, Марија, немој ништо да ме прашуваш за тоа. Но зошто? Зарем не можно јас да не те прашувам за тоа? Толку години живееме заедно. Ти бе верна сопруга и чест ми е да ти служам. А сега целиот град ќе те обвинува за убиство. Можам ли да знам? Вистина ли е тоа? Јас сум мајка на твоите деца. Кога ќе пораснат и ме прашаат дали нивниот татко е убиец, што да им одговорам? Што? Марија, на нашите деца, кога ќе пораснат, ќе им кажеш дека нивниот татко е чесен човек. Верувам во Бога и никогаш, Марија, не сум го извалкал неговото име, ниту пак мои вераци со човечка крв или со било каква валка на работа. Ете, значи, че можеш да се оправдаш за она што се обвинува. Ти си неви. Знам, ти си неви. Зошто тогаш се плашиш? Зошто? Објасни ги сите околности кои ќе оправдаат твојата невиност. Не, Марија, не треба да се бара оправдување и помош. Тука заповеда Бог. И тој самиот ми ја затвори устата и му забрани на мојов јазик да зборува. Самиот тој, Марија, ме обвинува. А можам ли нему да му се спротивставам? Ако нему му се спротивставам, тогаш ќе бидам лишен од последната надеж на неговото оправдување пред неговиот суд.
Марија, дојди. Марија, ќе појдеш кај владиката. Ќе му го предадеш ова писмо лично него. Моли се, Марија, барај милост и благослов за нашите деца. Освен тебе, Марија, јас немам на кој друг да се доверам. А вистината ја знае само Всевишниот. Марија, те преколнувам во нашиот единствен и жив Бог, дека нема да бидеш љубопитна и да ја бараш вистината во ова писмо. Нели, Марија, нема да го отвориш? Деца мои, сладки невини души, вашиот татко ќе треба да замине на далечен пат за подолго време. Почитувам, брате, во Христа, отче Јоване. Немој да се грижи за судбината на твоето семејство. Последниот залог што ќе го имам, ќе го поделам со нив. Немој да паѓаш во чајание поради ова искушение, зашто Светото писмо вели: кој ќе претрпи до крај заради моето име, ќе биде спасен. Затоа тебе нашиот Спасител Господ Бог ти даде венец на мачеништво за вечен живот за името на Бога. Прими го тој дар со голема радост, зашто тој е залог за вечен живот, слава и спасение. Радувај се што по Божјата благодат Бог ти даде не само да веруваш во Него, но и по примерот на Христа да страдаш заради Неговото име преку Неговиот пример. Нека е благословен подвигот што го примаш на себе заради ближниот свој. Бог да те преисполни со благодат, па да можеш со вера да го носиш крстот што Господ го благослови. Господ мој и Бог мој,
Od ovaj moment vo tvoji rase go predavam svoj život. Marija, ti blagodatna Marija, što mi beše verna sopruga i što mi ja čuvaše semenjaka sreća. Ti vetuvam, nema nikoga da te zaboravam, sve koje što te nosam do mojevo srce. Ti se molam, nemoj da me ostavaš samim, nemoj. Ja verujem neka tajna da će biti otkrijena. Verujem u Božja milost i njegova ta pravda. Ne, Marija, popusto me moliš. To ne je nitu naša, nitu moja volja. Tuka zapoveda Bog i odam da je ispolnam njegovata volja, so nadeš vo njegovo to ime, deka sepak može bi je se vratim. Marija, deca moji, mnogo vesaka. Oče Jovane! Oče Jovane! Deca! Представете се. Се викам Јован. Роден сум и живеам во овој град. Сопруг на Марија, татко на 2 деца. Парохиски свештеник во соборниот храм. Служител Божи. Да преминеме на главната расправа. Кажете ни колку го познававте убиениот Иван. Многу добро. Тој беше член на мојата парохиска заедница, беше моје духовно чедо и мој добар пријател. Дали се чувствувате виновен за убиството на Ивана? Се разбира, откако кај вас се открија доказите. Имено, за главен доказ се посочува крвавиот нож, најден во джебот на вашето расо. Не се чувствувам виновен за убиството на Иван. Тогаш кој го уби Ивана? Оче Јован, дали сте виновен или не, јас не знам. Кај нас во граѓанското право постои закон кој вели. Дај ми ги доказите за да ти го дадам правото. Во овој случај, вие со ништо не докажувате дека сте невини. Но јас не знам мојата совест, мојата душа, мојата служба, Бог. Јас не знам. Значи се браните со молчење. Знаете што тоа значи? Во ред. Во овој судски процес спрема обвинетиот свештеник Јован и откриените докази, овој кривичен суд ја донесува следнава пресуда. Обвинетиот свештеник Јован се осудува на доживотен затвор, без право на жалба и е лишен од сите граѓански права и должности. Одлуката стапува на сила веднаш.
со главниот црковен суд. Ја прекинуваме твојата свештеничка должност и ти го одземаме свештеничкиот чин. Зашто вршуваш со служење на Светата Богослужба. А со тоа се враќаш во редот на мирјаните. Зошто, Господи, ми го направи ова? Зарем бев недостоен да ти служам на Твојот олтар? Зарем некаде сгрешив, Господи? Ако ќе претрпам, се ќе претрпам за ближниот свој. Не, Господи, нема да ја откријам Твојата тајна, ниту пак Ти давам људи на целувка, но Ти се молам, Господи, и Ти не отварвај ме. А што? Зарем јас не сум повеќе свештеник? Каков свештеник? Свештеник е оној кој му служи вистински на Бога, а не да стои во затворенички алишта со бранги на нозете. А? Како? Бог е неправеден? Не, Бог не е неправеден. Тој не ги отварна праведните. Тој ги отварна неправедните и лицемерните преполни со гревови. Господи, примајќи ја светата тајна свештенство, дали бев грешен? Приодејќи кон светлиот престол, дали повеќе размислував за себе отколку за Тебе? Подигајќи ги своите раце кон Тебе, Господи, дали тоа го правев формално пред лицето на народот? Јас почнав да страдам. Малку страдам, а се уште не ја испив последната чаша во која е растопен Твојот гнев спрема мене, Господи. Господи, не знам што давам од Тебе. Ти единствен знаеш што мене ми треба. Ме љубиш и повеќе од што ја умеам само и себе си да те љубам. Не се осмелувам, ни крст, ни утеха да барам, само пред Тебе стојам. Моето срце отворено е спрема Тебе. Ти ги гледаш потребите што јас не ги знам. Гледај и постапи со мене според милоста своја. Порази ме и исцели ме. Понижи ме и подигни ме. Ништо суминем пред светата Твоја волја и пред недостатните за мене судови Твои. Се принесувам себе си како жртва кон Тебе, Господи. Тебе Ти се предавам. Желање немам, освен желбата да ја исполнувам само војната Твоја.
Отвори се постојано, Бог ќе ти ја покаже вистината. Секој човек е грешен пред Бога, но со својата благодат ќе те исчисти. Неговата љубов те направи негов другар. Твојот случај не е од гнев Божји како Каин, туку од Божја љубов како страдањето на праведниот Јов. Не треба да губиш надеж во Бога. Може би Бог ќе ти се појави пред твоето лице и ќе ти ја покаже својата милост. Помилуй ме, Боже, според Твоята голема милост и според множеството на щедростта Твоја, очисти ме от беззаконието мое. Најнапред, изми ме от моето беззаконие и от мојот грех очисти ме. Зашто јас го знам моето беззаконие и гревот мој секогаш пред мене. Пред Тебе единствениот сгрешив и зло пред Тебе стои, за да се оправдаш во зборовите своји и да победиш кога ќе судиш. Ете, во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди мајката моја. Ете, вистината си ја возлюбил и надумната и тајна премудрост своја си ми ја јавил. Пороси ме со Исоп и ќе се очистам. Изми ме и побел од снег ќе бидам. Дај ми да слушам радост и веселба, за да се зарадуваат костите мои скрушени. Обрати го лицето Твое од гревовите мои и сите мои беззаконија избриши ги. Срце чисто созидај во мене, Боже, и дух вистински обнови во утробата моја. Не отфрлај ме од лицето Твое и духот Твој свет не одземај го од мене. Дај ми ја радоста на спасението Твое и со дух владичествен утврди ме. Да, ќе ги научам беззакониците на патиштата Твои и нечестивите кон Тебе ќе се обратат. Избави ме од крв, Боже. Боже, на моето спасение ќе се зарадува јазикот мој на правдата Твоја. Господи, устните мои отвори ги и устата моја ќе ја објавува пофалбата Твоја. Зашто да сакаше жртва, ќе ти ја дадев, но Ти се паленици не благоволиш. Жртва за Бога е духот скрушен. Срце скрушено и смирено, Бог не ќе го презре. По благоволението Свое, Господи, чини му добро на Сиона и нека се возвишат зидините Ерусалимски. Тогаш ќе Ти бидат угодни жртвите се паленици. Тогаш на олтарот ќе се принесуваат телци. Господи, смилувај се над мене грешниот и Ти се молам, не отврлај ме. Докторе, загрижен сум за здравието на отец Јован. Состојбата му е искомплицирана.
сознание. Дишењето му е многу отежнато. Веројатно гали како бола, но неговата болест сега бара преголем одмор и топлина. Ако не се преземе нешто со повреме, ќе настапи смрт. Но јас, со ваше одобрение, стварно ќе го нагледам. Благодарам. Благодарам, докторе. Јас ќе се погрижам да направам нешто за него. Треба ли уште нешто? Не, нема. Од оваа состојба може само Бог да му помогне, а и тој самиот себе си. Тогаш, да одиме да? Да одиме. Господ да му е на помош. Толку ја затемнал нашата душа, што и не можеме да помислиме на името на Бога. Дали треба да се верува во неговата милост, или да се верува спрема моите гревови, или спрема гревовите на другите луѓе. Веројатно, Господ сака сите луѓе да примаат спасение, да бидат спасени. Но зошто? Зошто тогаш мојата сопруга, млада, од ненадеж го загуби својот живот и ме остави? Што беше со мене? И од каде ви е докторе овде? Немојте да се измачувате. Се уште ви треба одмор. Се уште не ви се повратила целосната сила, оче Јоване. А? Како? Да, оче Јоване. Јас се уште сум свештеник? Да, оче Јоване. Докторе, зарем јас навистина за вас сум отец Јован? Да, оче Јоване, да. Но како? Како, докторе, кога сум лишен од свештеничката должност? Значи, јас свештеник, а? Да. Вие бевте многу разборен. Бевте во многу тешка состојба. Но сега сте подобар, но не и најдобар. Се уште треба да се лечите. Лежите, ќе ви биде подобро. Да, докторе. Милоста Божја е преголема и се уште постои. Верувајте ми, оче, че има и подобри денови за вас, но вие не смеете да изгубите надеж во вашите добродетели. Надежта кај вас не смее да затемне. Не смеете да изгубите инаку и Бог нече може да ви помогне. Да. Милоста Божја. Да. Сега, Господи, почнувам да верувам во Твојата милост, во Твојата семочност, заминувањето од шибите на мојата сопруга. А сега и на еден од моите синови
Вероятно представува од твоја страна опомена за моите направени злодела према невиниот свештеник Јован. Господи, ти се мола, покажи ми го патот, по кој пат би се оправдал пред Тебе, Господи, а и пред себе. Да, јас ќе го побарам тој пат и ќе го најдам. Добар ден. Ви благодарам што на моje барање се собравте сите тука, зашто имам нешто многу важно да ви кажам. Во сите овие изминати години, јас во мојата душа носам и кријам крвава тајна. Иако се плашам, јас повеќе не можам да ја кријам, јас сум убиец. Убиец? Да, честни суде, го убив Ивана. Што? Ти го уби Ивана? Да, честни суде. Јас сум главниот виновник, поради кој невин човек страда и невино е осуден за злосторство. Отец Јован е невин. Јас сум виновникот. А ние осудивме невин човек заради тоа. Ке можете да ми објасните како го направивте тоа? Секако дека можам, честни суде. Затоа и дојдев тука. Не може. Не може повеќе да кријам и да бегам. Повеќе страдам. Еве вака да се честни суде. Дента пред да појдам јас кај Ивана, видов дека таму пред мене беше отец Јован. Со Ивана се расправавме околу неговиот имот. Тој сакаше да го раздели на сиромаси и да им даде парче леп на бездомници. А јас сакав, честни суде, да го земам за себе. По долго расправање со Ивана го убив, а по извршеното убиство отидов кај отец Јован на исповед. Пред да се исповедам, честни суде, му го подметнав карвавиот нож во расото кое стоеше закачено покрај вратата. Не размислувајќи за последиците и не плашејќи се, јас свесно го подметнав убиството на невин човек. И така, честни суде, живеев во страх и трепет, се додека не јас пуснав одлуката дека отец Јован е осуден на доживотен затвор. И не само што беше осуден, току беше осуден од сите негови пароќани. Сите до еден се откажаа од него. Само Господ ми. А тој, невиниот свештеник Јован, како Јов, се тарпи и страда. А од Бога не се откажа. Но колку што повеќе времето минуваше, се повеќе и повеќе страда. И ја изгубив сопругата, која пред смртта ми рече: Тодоре, јас мислев дека си чесен и праведен човек и не верував дека ти можеш да направиш вакво злодел. Нели ти беше страх од Бога, Тодоре? Дали некогаш, Тодоре, помисли на нашите деца? Дали помисли на децата на невиниот свештеник Јован? Кој сега ќе се грижи за нив? Добро ли е да просат за парче леп? Кратко боледување почина. После не, и едниот од синовите, а другиот ме напушти и останав сосема са... Што ти стана наеднаш, Тодоре? Ништо, честни суде, ќе ми биде добро. Ке можете да продолжите? Секако дека можам, честни суде. Тогаш продолжете, ве слушам.
Нашата вера на секој грешен човек му дава надеж во спасение. Јас честни суде, сум недостоен да барам прошка од Бога за злоделото. Но барам одлуката за невиниот свештеник Јован да биде поништена, а јас честни суде да си го добијам заслуженото и од Бога, а и од вас, честни суде. Се кајам, Господи, се кајам, честни суде. Општинскиот суд со добиените докази за случајот Иван, заради новонастанатата ситуација со Тодор, самиот се пријави во судот, судот ја донесе следнава одлука. Бидејќи судот утврди дека свештеникот Јован нема извршено никакво убиство, првата одлука се смета за неоснована. И според тоа, нагоре наведениот свештеник Јован му се враќаат сите граѓански права. Значи, од овој момент, вие ќе Јован да се слободен граѓани. Слава! Слава на Тебе, Боже! Ти благодарам, Господи, на Твојата милост, што ми ја подари на мене. свештеничкиот чин и должност, врши света, општинска служба.